Здраво, слободен печат. Се викам Мартина, доаѓам од Кичево. Во моментов сум во Силициумската долина во Калифорнија, во Америка. Јас сум консултант во компанија наречена Blue Abyss за човечки и вселенски лет. Јас сум основач и председател на International Space Alliance или Меѓународниот вселенски сојуз. Исто така, јас сум дел од основачкиот тим на првата граѓанска космичка вселенска агенција на Македонија, како и првиот женски балкански аналоген астронаут. Во Америка сум преку една ретка зелена карта за извонредна способност, позната како EB1A. International Space Alliance или Меѓународниот вселенски сојуз се случи од потреба. Јас сега веќе ја водам оваа интернационална организација што има седиште и во Македонија, меѓутоа е тука во Силициумската долина во Калифорнија. Меѓутоа првичната потреба за мене и за многу луѓе како мене беше да имаат правно тело со кое што ќе можат да преговараат со вселенски агенции и вселенската индустрија. International Space Alliance беше создадена од потреба, но меѓутоа сега се разви во платформа која што им служи на сите млади професионалци што доаѓаат од земји во развој да се приклучат кон вселенскиот сектор многу полесно и многу поефективно. Мојот истражувачки, но и кариерен пат е инспириран од поривот да ја откриам вистината. Јас уште како дете сакав да решавам многу тешки проблеми и еден по еден ме доведе до едни од најтешките проблеми за човештвото, а тоа се вселенските науки. Веќе се сметам за искусен аналоген астронаут, затоа што зад себе имам многу тренинзи и имам служено на многу аналогни астронаутски мисии, но мојата почетна љубопитност кон овој сектор и кон човечки лет почна од тоа што сакав да се предизвикувам себе си, меѓутоа имав професори што активно сакаат да ги тестираат нивните експерименти на лице место на такви мисии, каде што јас прво можев да ги учам, да ги извршувам како истражувач, меѓутоа и потоа како аналоген астронаут. Едни од најинтересните аспекти на аналогните мисии од кои што сум биле тоа што сме имале вистински астронаути вклучени во изработката на експериментите или пак на нашите мисии. На една од нашите мисии командир на мисијата беше Алеш Свобода, што е воен пилот и астронаут на ЕСА, на Европската вселенска агенција. Меѓутоа и сите оние експерименти што се полетени на Меѓународната вселенска станица или ISS, како на пример Кардиобред, Exolab, Astromental Health и други, што ние имавме можност да ги тестираме и да ги сработиме. Преку овие мисии добив многу искуствено знаење. Сите оние теории и хипотези што ги имавме, можевме да ги реализираме практично и да соработувам со една голема мрежа на врвни истражувачи, експерти, научници, меѓутоа и самите астронаути што беа некако вклучени во овие мисии, дали на терен во самата мисија или пак на Меѓународната вселенска станица. Мислам дека добро се справував со стресот и со изолацијата на сите мисии, затоа што пред се имавме доста подготовки и тренинг како да се справуваме со истите. Имав навистина добар екипаж во сите мисии, каде што си помагавме едни со други кога работите ќе станеа густи или тешки, затоа што имавме доста напорни распореди. Ние бевме одговорни за многу истражувања, за многу докторанти и нивните докторски студии, за многу средства вложени од нас преку самите вселенски агенции и партнери и за самото живеалиште за целиот екипаж. Јас се надевам дека ќе продолжам да ги инспирирам нашите млади со мојот пат, затоа што секоја трошка од можност ја се претвори во еден кариерен пат што се повеќе и повеќе има можност да расте. Меѓутоа оваа година видов и многу талентирани млади што активно чекаат по истиот оној пат и јас со моите совети им го направив малку полесен. До самото тоа што успешно формиравме прва граѓанска космичка агенција на Македонија, се надевам дека ќе можам да им овозможам идни можности на сите млади што се заинтересирани да чекаат по овој пат. Идни планови има многу. Дел од нив се успешно да се вмрежам во интернационалниот и америчкиот вселенски сектор, особено поврзан со човечки лет, меѓутоа и да поработам на развој на домашниот.